со мене во студиото, како што веќе можевте да видите во еден поширок кадар, е колегата Роберт Атанасовски. Роберт, добро утро. Добро утро. И од ова чудо што е на масата, оние кои не те познаваат, а сепак вон професијата предпоставам дека не е широк кругот на луѓето кои што те познава. Роберт Атанасовски е еден од најискусните, најдобрите, најобјавуваните фоторепортери во Република Северна Македонија. И тоа не само во последнива години, децении, туку Роберт колку има, едно 30 на години? Скоро, 25 години од 96-та година од Дневник. Да. Роберт, релативно малку луѓе се занимаваат со оваа професија во Македонија. Јас не знам дали сте можеби активни 10 на 15. Да, во принцип ние од секоја сме биле малку, ама сега сме уште повеќе проречени. Така да 10 на активни до 15 максимум. Кои што живеат од објавување новински, да кажем, фотографии. Во телевизници се појде фотограф и уште у портали некои уште 4-5 луѓе. Толку десетина. Колку мина работите за меѓународните за светските сервиси? Па ние сме четворица што работиме. Reuters, AP, France Press и EPA, European Press Agency. Четворица. Четворица, да, за странски агенции. Предпоставам дека во изминативе месеци, бидејќи јас памтам кога ќе земевме да речеме во јануари тикерот на МИА со најава на вести за следниот ден, тикерот знаеше да биде со по 15-20 настани. Сега МИА мислам дека веќе и престана да издава, говорам не сега, можеби денеска, минативе недели престана да издава тикери бидејќи немаше настани. Што прават фоторепортери кога нема настани? Што прават? Сами си го бркаат настанот во врска со генералната тема. Едноставно нема настан, ама си го бркаат сам настанот затоа што бараш некоја фотографија што е поврзана со генералната тема. Јас така добивам и најава во агенција. Најавата е COVID-19 ситуација. Тоа е многу широк поим што може да влезе. Празни улици, болници, додуше дури од сега, од скоро почна да ви дозволуваат во болниците. Да, баравме ние од почетокот, после тоа младите колеги така да оставивме тоа на помладите. Еден твој колега, меѓу другите, бидејќи јас соработувам со фоторепортери 3-40 години, Марко Георгиев, кој што сега веќе каде живее работи, уште во Њујорк, во Њуџерси, да, како што знам. Со Марко последниот пат кога сме се виделе на подолго, поминати се веќе години, тој работеше за Форум на времето, работеше за, се разбира, за други потреби фоторепортерски. Марко ми вели, што правиш во Њујорк? Вели, спијам во автомобилот, имам вклучено полициска радиостаница, имам вклучено не знам која друга од овие локалниве 2-3 радио телевизиски станици и бркам настани. Кој ќе чуем дека има пожар, кој ќе има голем грабеж, седнувам со колата, додуше се тоа е Њујорк, тоа е како од Скопје за Тетово да треба да се отиде. Нема таква работа, нема такви настани во Нема, едноставно тама фрилансери и брзината е битна, значи ако дотиде на настан да слика и да прати и да биде конкурентен во однос на другите фоторепортери. Кај нас тоа го нема, кај нас се знае дека јас работам за тие и нема кој да ми влезе во секторот. Едно време формирате издруженија на фоторепортери. Да, имавме издружение и тоа поамбициозно почна да, не знам, да ги унапредиме правата на фоторепортерите во однос на медиумите, во однос на газите и тие работи, меѓутоа, како што амбициозно почна, така амбициозно и мислам, тоа постои на папир, меѓутоа теоретски не постои, али имаме ние некој јадар каде што Па добро, на крај здружението се сведува и на тоа да се дружите, да се видите, не мора да биде тоа формално. Да, имаме некој јадар кој што се договараме малте не секојдневно за некакви си неактивности, насоки, за некакви си моментални контексти и тоа е тоа. Како е превладувачкиот статус на фоторепортерите? Вработени сте, осигурени, обезбедени? Па да, генерално сме вработени и осигурени. Значи, спаѓате и под овие, да кажам, мерки на влада во компаниите кај што тоа се спроведува и така, инаку би било, предпоставам, тешко да се преживее. Добро, Роберт, сега ти си доволно долго во професија да памтиш времења кога фотоапаратот беше важна опрема. Денеска сите имаат телефони со веројатно подеднакво моќни леќи како и твојов фотоапарат Никон. Како се обстанува? Што се Уште не се подеднакво квалитетни леќите. Добро, и тоа е добрата работа. Добро. Лошата работа што тоа набрзо ќе дојде сигурно, колку повеќе време треба за тоа, толку подобро за нас, затоа што сега се сите фоторепортери и новинари, прво не се знаеше кој новинар, кој фоторепортер, сите се новинари, фоторепортери, камермани и све. Едноставно конкуренцијата е поголема, меѓутоа се уште фотографијата, нормалните камери со нормални леќи се доминантни во однос на новинарската фотографија.
Јас памтам на времето кога се работеше со филмови. Еве ќе кажем една анегдота, сум работел за National Geographic како стрингер овде во Македонија во 90-тите. National Geographic имаше во една земја им падна авионот со кој што надлетува и правеа фотографии за таа земја, балканска е земјата, не е во Македонија, падна во езеро. Платија не за да го извадат авионот, туку за да извадат торбата во која што имаше 1000 ролни на веќе снимени фотографски лети. Бидејќи тоа е богатството авионот, секако ќе си го платат осигурање или било кој така натаму. Денеска работите дигитално, денеска тој проблем го немате. Многу се олесни или се изгуби во... Не, дефинитивно се олесни, може би се изгуби во некојаква си шарм. Како што шармот е да се слушат грамофонски плочи на лонгна технологија во однос на CD или директно од компјутер, така и шармот беше во филмот, затоа што едноставно можеш да го поводиш експозицијата и сите тие параметри на... Сега можеш да направиш 100 слики да видиш дека не ти се добри, па 100% ќе биде добра. Таму немаше место за утка и за... Има ли интерес кај помладите околу оваа професија, Роберт, или е професијата на изумирање? Па не можам да кажам дека на изумирање, меѓутоа нема некаков се голем интерес, затоа што повеќе сакаат луѓето некакви си брзи пари, да кажеме, да слика свадба каде што ќе заработи 300-400 евра, со 2 свадби би покрил, да кажеме, месечни трчкови. Многу малку луѓе сакаат да работат новинарска фотографија, меѓутоа има по еден, двајца се појавуваат. Тоа е добро. Па добро е да не замре професија. Што ќе се случи кога ќе престанат и весниците да се објавуваат? Бидејќи па ќе се пребациме на интернет платформа како што работиме. И се уште јас сум конкурентен во однос на моите колеги со мобилни телефони и со такви работи. Се уште сум конкурентен. Моите фотографии драстично се разликуваат од нивните фотографии. Тој што сака некако се квалитет, тој што го гледа тој квалитет, ќе го цени тоа. Има ли јавноста, има ли во публиката веќе останато тој, да кажем, критериум на распознавање што е квалитет, а што е Па има, да. Има, за жал сега тоа го гледам на социјалните мрежи, не го гледам во самиот медиум, меѓутоа има. Едноставно се гледа тоа што е квалитет и се приметува. Ги проследуваш настаните во Македонија во последните неколку децении. Размислуваш за правење на некаква поголема збирка, една хронологија на твои дела и така? Па да, сум размислувал за тоа, ама само сум размислувал. Не, едноставно сакав некој јубилеј да обележам 20-25 години и така на секој јубилеј викаме на следниот јубилеј, ама секако ќе го направам тоа. Јас не знам дали тоа има смисла во смисла на тоа, бидејќи се тоа печатени изданија кои што мора да бидат со висок квалитет, кои што во суштина се за сладокусци, се за како да кажам за помала публика, за помала публика, веројатно тоа не може да се заработи така. Објавуваш ли негде на интернет? Имаш ли свој простор каде што пласираш своји фотографии на интернет, можеби? Па, во принцип немам, освен на моите социјални, на профилите на социјалните мрежи на Facebook и на Twitter, што Instagram не користам. Таму имам некаква си платформа и таму имам некаква публика што редовно комуницирам и многу луѓе ме знаат од таму, да кажеме. Тие фотографии што ми се поуспешни во дневната работа или во неделната работа ги објавувам таму со некакви си коментари и тоа добро функционира. Во овие времиња на корона цели музеи помина, не цели, туку сите музеи поминаа на интернет, театри, филмовите се развиваат и така на онлайн. Имате ли некаква можеби идеја со колегите да и вие направите некаков, сега тоа е глупо да се каже, ама некаков фотографски агол на онлайн? Да. Па, некаков групен кај што човек може да влезе, да се позанимава, да му биде забавно. Да, некаква си групна изложба, да кажеме, можеби и неделна на еден човек. Сме размислувале за тоа. А меѓутоа некои работи се случуваат со поголема динамика и едноставно кога беше времето на карантинот беше погоден момент тоа да се направи. Сега луѓето чекаат да дојде лето и да дадат на одмор, ќе лето дојде што чекаат да се отворат границите. Ама може да се направи тоа секако. Роберт, во целата оваа, да кажем, во целиот овој технолошки развој, добро е што технологијата многу напредува, а истовремено паѓаат и цените. Јас памтам кога, да речеме, во нашиот бизнис, кога сме набавувале камери за телевизија во 90-тите години, една камера чинила колку денеска да опремиш половина студио со технологија. Како е со фотографските апарати? Уште се држат цените или се демократизира, да кажем? Малку се демократизира, меѓутоа дефинитивно сега се поевтини на почетокот на... Колку чини еден Никон оваков, како што е овој, предпоставувам, професионален? Околу конкретно и со сега објективот
чини околу 5000 евра. Па тоа не е воопшто ефтино, Добро, мислам. тоа за аматер не е, за професионалец е, да кажеме, Ма тоа исто времено може да биде и камера, може да биде. може да биде камера, апсолутно. Така, да. Ама исто има вакви за 1500 евра, што биат 99% биат вршиле работата. И тоа е тоа, едноставно тие луѓето што сакаат да се занимаваат со фотографија, ги користат тие апарати. Инаку на почетокот ова беше 20.000 евра, 20.000 долари првите дигитални камери. Сосема. Плюс на тоа, да кажем, во претходните технологии се трошеше многу пари на потрошни материјали. Да. Предпоставам дека само филмови, развивања, реагенции, едно друго, илјадници марки во тоа. Да, па едно време, не знам колку беше, можеби 5 евра беше еден филм. А ние трошиме некад по 5 дневно. Од оно што следам повремено и не така редовно, гледам дека се враќа модата на враќање на филм. Не пропаднаа сите, да кажем, ниту производители на камери и апарати за сликање, ниту пак производителите на филмови. Луѓето како повторно, веројатно не така масовно, ама се одржува тој пазар на филмска фотографија. Да, се одржува. Мислам, тоа срамежливо. Меѓутоа, да, има црно-бела фотографија за некои љубители, како што се врати навиката на слушање грамофонски плочи, така и ова. Има во Скопје студија кои се способни да развијат денеска филм? Има две-три студија, меѓутоа тоа е некако си вид на езотерија, затоа што кошта поскапо, покомплициране процесот. Не си сигурен какви ти се фотографиите, не можеш да ги видиш додека не ги развиеш. Така да пак е во дел на некоја езотерија. Меѓутоа, јас некојаш кога идам на некакво си патување, си носам еден апарат со филм, баш од тие причини. Да се најде злуде требало, што ми кажа. требало, да. Добро, Робот, благодарам за овој разговор, благодарам за ова заедничко гостување. Еве, има и некоја фотографија, се надевам на излегување, барем штракте нешто прати. Зашто да не, може. И се надевам дека сега доаѓа време на избори, ќе живне малку целата работа, иако митинзи се откажуваат, нема да има. Па да, ќе живне, сега ќе има повеќе работа него ништо. И вака има работа, да кажем, меѓутоа има само една работа. Само ситуација врзана со коронавирусот, ништо друго. Сега се избори барем малку ќе живне во некаков се друг контекст. Роберт Атанасовски, нашиот еминентен и веќе од, да кажем, средната генерација. Да, тука сме некаде. Кој што има за себе неколку децениско искуство. Благодарам за овој утрински разговор, бидејќи се обидуваме да прошараме по разни теми и домени на културата. И вчера кога разговаравме со колегите, рековме ајде да викнеме еден фоторепортер и се разбира се сетевме на тебе, Роберт. Благодарам на поканата.